Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Бог да биде со вас и да ве води во овој денешен ден. Мојата тема за денес гласи вака: оздравување на немоќен или парализиран човек. Текстот се наоѓа во Евангелието според Марко, 2 глава, од 1 до 12 стих. Таму ни се вели вака: и по неколку дена Исус влезе во Капернаум и се расчу дека е во една куќа. И веднаш се собраа мнозина, така што не ги собираше ниту пред вратата. И дојдоа кај него и му донесоа еден немоќен човек, кој го носеа четворица. И како не можеа поради народот да се доближат до него, го открија покривот каде што беше, го прокопаа и го спуштија ударот на кој лежеше немокниот. А Исус, кога ја виде нивната вера, му рече на немокниот: Синко, твоите гревови се простени. А имаше таму некои од писмозналците, кои седеа и размислуваа во своите срца: што зборува овој богоклетвено? Кој може да простува гревови освен единиот Бог? И веднаш кога позна со духот свој дека така размислуваат во себе си, им рече: зошто помислувате така во вашите срца? Што е полесно да му се каже на немокниот: ти се простуваат гревовите, или да му кажам: стани, земи си го ударот свој и оди? Но да познаете дека Синот човечки има власт да простува гревови. Па му рече на немокниот: тебе ти велам, стани, земи го ударот свој и оди си дома. И тој стана веднаш, и кога го зеде ударот свој, излезе пред сите и сите се чудеа и го славеа Бог, велејќи: никогаш такво нешто не сме виделе. Да, Исус во една прилика му рече на народот: не дојдов да донесам мир на земјата, туку меч. Некој ќе помисли дека Исус оваа изјава му се заканува на човештвото со војна. Но тоа не е така. Исус ја дава реалната слика на човештвото кое ќе биде поделено на верници и неверници, на богоборци и приврзеници, на добри и на зли. Исус имаше големи непријатели и никогаш не им подлегна на нивните безумни прашања, кои имаа за цел да го искушуваат и потоа да го осудат. Кога Исус се најде во градот Капернаум, кој беше главна престолнина на Галилеја во тоа време, влезе во една куќа и таму проповедаше. Тој, знаеме, ги користеше сите места каде што можеше да ја објави добрата вест на спасение, Евангелието. Проповедаше по улиците, пазариштата, куќите, планините, езерата, синагогите, храмовите, пустините и насекаде. Во текстот, како што ви реков, ни се вели дека влегол во некоја куќа. Се собрало мноштво народ, што укажува на неговата популарност во тоа време. Во Евангелието според Марко и другите Евангелија, Јован, Лука, Матеј, постојано се зборува за мноштво народ. Околу Исус имало секојаш мноштво луѓе, кои имале свој личен интерес и сакале да бидат со него. Некои доаѓале од далечни места за здравје, а други да го прашаат за некој проблем, трети да го видат и да сознаат дали е тој Месијата или е само народна пропаганда. Како и да е, во таа куќа се собрало мноштво луѓе. Меѓу нив дошли четворица кои носеле болен од парализа. Никако не можеле да дојдат до Исус, бидејќи пред вратата имало многу народ. Решиле да се качат на покривот, што во тоа време покривите биле рамни и не биле од цемент. Го ископале и го спуштиле болниот пред нозете на Исус. Тоа укажува на големата вера на овие луѓе. Му направиле штета на домаќинот, но со намера дека ќе ја отплатат, само да оздраве нивниот брат или пријател. Овие луѓе имале цврста вера, која не намалува кога го гледа проблемот пред себе.
Тие не се повлекоа кога ја видоа толпата пред вратата. Не рекоа, ајде да се вратиме, не можеме да дојдеме до Исус. Нивната упорност е знак на нивната вера во Исус. Тие се зборуваа, ако дојдеме до Него, парализата ќе ја снема. Тоа е сличен настан како жената што боледуваше од крвотечение. Таа си зборуваше во себе, само да се допрам до неговата облека, до Исусовата облека и ќе оздравам. Така и се случи. За овие луѓе немаше препрека. Верата создава цврста надеж дека ќе се постигне посакуваната цел. Тие луѓе имаа истовремено и сожалување кон нивниот пријател, да не го гледат веќе парализиран, немоќен да се измачува. Колко е важно да имаме и ние сожалување кон оние кои боледуваат од тешки болести, но сожалување и оние кои го немаат Евангелието, бидејќи се наоѓаат во бездната на смртта. Во една прилика се најдов во една болница за малигни тешки заболувања. Пред смрт. Сликата беше ужасна. На едним беа сечени нозете, други страдаа од склероза, трети од внатрешни тешки зарази. Си помислив, што сака Бог да ни каже преку тоа? Ако можевме да ги однесеме при Исусовите нозе, ќе беше добро, но само се молевме за неколку од нив. Сожалувањето е добро, но уште подобро е ако продолжиме да комуницираме со нив или да им помогнеме да ги донесеме до спасение, што им го нуди Исус. На еден му посведочив за Божјата милост и благодат, која нуди вечен живот. Тој се молеше заедно со мене, но не знам дали Бог ја прими неговата молитва. А јас не знам кој е Божиот критериум за услишување на молитвите во такви моменти. Дали треба човек да е многу ревносен и да се кае премногу или да каже едва и по некоја реченица. Само да каже како разбойникот, сети се на мене Господи. Бог знае како и на кого може да му прости. Но, најважно е како да ги донесуваме луѓето до нозете на Исус. Кога една душа ќе се спасува, Библијата вели дека целото небо се радува, сите ангели се радуваат, Бог се радува. Израдувај го небото и ти. Луѓето може би биле збунети од настанот што се случуваше во куќата, но важно е тоа што таа куќна драма има добар крај. И кога го спуштиле немокниот човек, сигурно настанала тишина и некое очекување што наеднаш сите ќе ги изненади. Но Исус не постапи според очекувањата на луѓето, туку според потребата на човекот во мигот. Понекогаш ние сакаме Бог да дејствува на импресионирачки начин пред луѓето, сите да се воодушевени, сите да ракоплескаат, но Исус постапи на Божи начин, што за луѓето беше несватливо и скриено. Тој му рече на човекот: "Синко, простени ти се гревовите." Тоа може само Бог и никој друг. Но Исус овде постапува на Божи начин, дека е Бог и сака да му предочи на мноштвото дека Тој е оној Бог кој слезе од небото во човечко тело. Но писмознајците или во тоа време истражувачите на писмата, теолози така да речем, воопшто не го разбраа него. Беа толку заслепени, што слепилото им беше гердан на вратот. Ниту влегуваа за да се спасат, ниту даваа на некого да влезе да се спаси. Тие реагираа и рекоа: "Овој човек фрла клетви на Бог. Тој е богохулник, кој може да простува освен единиот Бог, освен еден Бог." И таа реченица е вистина што излегува од нивната уста. На вистина само Бог може да простува. Тој има овластување, никој друг. Тие се повикаа на Стариот Завет, каде што зборува за оние луѓе што ќе се представат лажно за пророци или писмознанци од Бог. Сите што се представуваа лажно, дека се некој или нешто, заслужуваа според законот смрт. Во тој случај, Исус дејствува независно од нивните сваќања
и зборува работи што одговараат на пророк, на свештеник и на Бог. А во нивните очи Исус не беше таков. Исус беше облечен како и сите други. Немаше свештеничка облека, немаше ефод врз себе, посебна облека за свештениците, не беше во храмот и немаше жртва, која го рече тоа пред сите. Штом не е во храмот, не може гревот на некого да му биде простен, според нивното сваќање. Според тогашните традиции, гревот се простуваше само со помош на свештеник и тоа во храмот. Книжниците кои видоа дека Исус зборува свештенички зборови за отпуштање на гревови, се изненадија и нивната реакција беше некако оправдана. Но дали Исус не беше тоа? Исус, иако беше во куќа, сепак имаше легитимно право да каже како Бог: синко, гревовите ти се простени. Иако немаше храм, каде што единствено може да се простат гревови, сепак Исус беше во куќата еден жив храм кој може да прости грев. Тој рече: разрушете го овој храм, мислејќи на себе, и јас за 3 дена пак ќе го содзидам или подигнам. Тој зборуваше за своето тело како храм. Значи, Исус не го прекрши законот, дека простувањето на гревот може да се случи само во храмот, бидејќи во куќата, каде што беше и пребиваше живиот храм Божи, Исус. Како второ, немаше свештеник во визуелна представа кој може да го прогласи некого за чист, но Исус беше главниот свештеник, првосвештеник во куќата кој посредува за немокниот човек. Иако ги немаше облеките, тој беше облечен во чистота и безгрешност, за да може да му каже на човекот дека гревовите му се простени. Сите нешта што однапред се правеа преку символи се исполнија во Христос. Пред тоа се беше сенка, а телото е Христос. Како трето, немаше жртва, но вистинската жртва однапред, како заклано јагне, уште пред да се создаде светот, беше во куќата, на очиглед пред сите. Што значи, во куќата каде што Исус се наоѓаше, немаше храм, но тој беше храмот. Немаше свештеник, но тој беше првосвештеникот. Немаше жртва, но тој беше жртвата. Затоа Исус можеше да рече и рече: синко, простени ти се гревовите. Тоа беше несватливото за книжниците, за фарисеите, за тогашните современици. Тоа е несватливо и за денешните луѓе, но реалноста е таа. Исус се објави како храм, каде што пребива вечниот Бог, како главен свештеник кој врши посредничка улога за човештвото и како жртва која може да ги очисти гревовите на сите луѓе, на секој човек што ќе побара помош од него. Како што рече апостол Јован: и крвта на Исус Христос не очистува од секој грев. За да се потврди неговата Божја мисија и дека навистина Исус е Бог во тело, му рече на болниот: земи си го одарот свој и оди си дома. Тој веднаш стана, си го зеде одарот свој и си отиде. Можеше ли некој да го одрече тоа? Не, сите го славеа Бог и велеа: такво нешто никогаш не сме виделе. Замислете си, што помислуваа книжниците, откако човекот стана пред нивни очи. Сигурно се прашувале да не се уморни, гладни, па гледаат некое привидение. Или се рекоа: важно е што имаме власт, а со овој човек ќе расчистиме кога ќе дојде време за тоа. Бог да ве благослови, почитувани, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Амин.